Се наоѓаме во музеот на град Скопје, токму тука вчера вечер беше отворена изложбата приказни во Тиркис и можам слободно да кажам, владее навистина огромна љубов и позитивна енергија. Моја денешна соговорничка Ана Митевска. Добро утро, како сте утро? Добро утро, пријатно се осеќам. Уживајте. Некако си ти скоментиравме дека чувството е навистина прекрасно. Може би целата таа енергија која што вие ја имате во вашите дела успевате да ја пренесете на сите оние кои што беа вчера вечер на вашата трета самостојна изложба. Како поминавте? Да, вчера беше токму така мојата трета самостојна изложба, последните 5 години. Ноќта беше навистина за паметење. Дојдоа сите мои драги луѓе, љубители на уметноста. Овдека можеа да ги погледнат сликите кои што се навистина приказни. Секоја за себе е различна и си ја раскажува својата приказна, поврзана нели и со Тиркизот и со изворот на животот. Што ве инспирира? Од каде црпите енергија? Енергијата најмногу ја црпам од страста за апстрактната уметност, од процесот на создавање, од оживувањето на моите визии, секојдневно во текот на денот си има еден креативен процес од кој што од целата околина, од природата, од љубовта од самиот момент во моите животни авантури. Што значи за вас Тиркизот, верувам, не е само боја? Да, Тиркизот не е само боја. Последните неколку месеци, реално 8 или 9 месеци ја работев ова изложба, овие дела. Тиркизот не ми стана само боја, како боја, туку ми стана и мој водич за понатака. Ми стана мој водич и еден вид на ритуал кој ми ја облагороди душата и навистина го запознав изворот на животот кој што ја има тиркизната светлина. Да, тоа се чувствува преку вашите дела. Мора да споменеме дека ова изложба со хуманитарен карактер. Да, ова беше изложба од хуманитарен аспект имаше пред се. Да, за малата кара беа собрани средства за незино понатамошно лекување и дијагностицирање на ретка болест од која боледува. Јас подарував мои оригинални принтови. Секој можеше символично да остави колку што смета дека треба и така да се собраа средства ќе ги дадеме на ИЗ. Да, одличен хуман гест. Да. Апстрактната уметност има бескрајни можности. Има бескрајни можности, да, во светот на апстракцијата, имагинацијата е отворена и сите сетила, сите мисли тука се, сите емоции се представени и пресликани на платното во било кои форми, дали се тоа акварелни или техники. Јас работам исто во акварелна техника, сега најповеќе, меѓутоа ја истражувам и онаа другата, енорфилмните структурни сега изрази, се следното нешто што ќе ми биде и еден почеток на крајот на овој мој четврт циклус од оваа моја изложба Тиркис. Вашите денови, верувам, се постојано креативни, меѓутоа кога се чувствувате најпродуктивни? Најпродуктивна во текот на целиот ден. Имам многу обврски исто, на повеќе полења функционирам, меѓутоа ноќните часови се оние кои што ми ја даваат најголемата инспирација и мотивација за да создадам дело и сите мои уметнички замисли да ги пресликам на платното. Да, успешна на свој терен, успешна како сопруга, успешна како мајка на две прекрасни кирки, да. Како успевате сите обврски да ги сладите заедно? Се балансира во животот. Секогаш тие се веќе големи девојки, едната е матурантка, другата абсолвентка, така да полесно е кога се поголеми, ми помагаат, имам помоши од нив, се е полесно кога веќе не се мали и јас имам и повеќе време за да се изразувам покреативно, нели? Да, споминавте вие дека се подготвува нешто ново, меѓутоа кога да очекуваме уште нешто вакво прекрасно? Да, па во текот на оваа изложба која ќе биде тука во просториите на музеот на град Скопје, предвидено и едно матине, тоа ќе биде следниот викенд, недела од 12 до 2. Понатака целата изложба ќе ја прошетам низ музеите, нели, убавите простори кои ги имаме пред се во нашата земја, па и надвор од неа. Следно е ќе ја представам изложбата и во културно-информативниот центар во Загреб,
таму ќе биде исто една недела во септември оваа година. Да, убави настани на неговата. Благодарам многу на одвоеното време, останете креативни, полни со позитивна енергија. Ви благодарам и вас.